Последните информации од Управата за хидрометеоролошки работи за тоа какво време не очекува во текот на денешниот ден е дека ќе имаме променливо облачно време со врнежи од дожд кои што наместа ќе бидат поројни, а слично време се очекува и во наредните денови. Дали токму врнежите од дожд кои што, како што реков, наместа ќе бидат поројни, ќе го зголемат водостојот во земјава и ќе предизвикаат можни излевања на реките, ќе дознаеме во разговорот со Атанас Угрински, хидролог во Управата за хидрометеоролошки работи, односно раководител на оделението за хидрологија при УХМР. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. На крајот од минатата недела вие всушност и апелиравте дека поројниот дожд кој што се најавуваше може да доведе до зголемување на водостојот на реките, а кај некои помали реки во земјава дека се можни и локални излевања, посебно во југоисточните делови и во струмичкиот регион. Од она што можев да го забележам, хидрокартата на страницата на Управата за хидрометеоролошки работи барем до утринава беше зелена, меѓутоа тоа се податоци за изминатиот период. Дали може би ќе обоите во жолто или портокалово? Да, тоа што го споменавте беше хидролошка информација, објавена на 19.1. овој месец. И иако во западниот дел на земјата имаше повисоки водостои, сепак ние решивме дека нема простор за изливање на реките таму. И поради тоа што во источните делови беше најавена можност од порани врнежи од дожд, таму го ставивме акцентот како делови кои што се можни за излевање на реките. Како што спомнавте, во текот на ноќта, да, во неделата беше зелена карта, затоа што немаше никаква опасност од излевање на реките. Меѓутоа, во текот на ноќта и изутрината веќе започнаа нови врнежи од дожд, најпрво од запад, за во текот на денешниот ден да се прошират на целата територија на земјата. Пообилни се очекува да бидат во западните делови. Очекувам дека ќе има зголемување на водостојот на реките во западниот дел од земјата, значително зголемување. И тука посебно можам да ги истакнам река Радика, река Сатеска и река Треска, кај кои што се очекува висок водостој во текот на денешниот ден пред се поради топлото време. Сепак, според она што засека го имаме како прогноза, мислам дека реките се уште имаат доволно простор, коритата на реките имаат се уште доволно простор и дека сепак нема да дојде до нивно излевање. Сепак тука мора да кажам дека се уште се во фаза на собирање денешните утринските податоци од хидролошките станици, така што ја немам се уште целосната слика, но сепак мислам дека овој бран на врнежи ќе биде добре дојден и дека нема да предизвика негативни ефекти. Во секој случај треба навремено да се информира и да се апелира и до граѓаните да бидат подготвени, пред се да не се движат покрај коритата покрај речните корита заради секако нивна безбедност, но и до внимателност до институциите кои што треба да се грижат како резултат на можните излевања на речните корита во одредени делови од нашата земја. Ако се смени во портокалова, тоа значи дека состојбата е опасна и ќе треба поголема предострожност. Понатаму одиме кон црвена, односно прво е жолта. Состојба потенцијално опасна, па потоа портокалова која што е опасна и не дај Боже да дојдеме до црвената боја која што значи високо опасна состојба. Жолтата е првото ниво, следува втората фаза портокалова и црвената фаза веќе кога што во тек има, значи веќе имаме поплавување во некои делови од земјата. И да, како што кажавте вие, наша задача и законска надлежност е да ги следиме сите овие хидрометеоролошки состојби, да ги следиме потоците од метеоролошките и хидролошките станици низ земјава, да ги следиме прогнозите, временските прогнози на време, да ги следиме хидролошките модели и системи, да ги следиме сите оние информации од екипите на терен и од други извори што доаѓаат до нас, затоа што во такви моменти секоја информација е од суштински карактер. И врз основа на сите тие податоци да изготвуваме наша информација и еден вид на предупредување до надлежните институции и до граѓаните што ние и до вас медиумите што ние секојдневно
го правиме преку нашите метеоролошки и хидролошки информации. Рековте дека овие врнежи, кои што може би во одреден степен и предизвикуваат одредена опасност, сепак ќе бидат добре дојдени генерално за поднебјето на нашата земја, затоа што имаме релативно топла зима, невообичаена, нели, високи температури за овој период од годината и секако потребни ни се врнежи од дожд, кои што значително ќе ги зголемат, ќе ги наполнат акумулациите во земјава. Да, очекувам, значи со оглед на оваа прогноза што во моментов ја имам, очекувам дека ќе бидат добре дојдени, ќе придонесат за подобрување на хидролошката состојба во земјата, ќе ги поднаполнат и како подземните води, така и дел од акумулациите, кои што беа испразнети во текот на изминатиот период, освен вештачката акумулација Шпилја, односно Дебарското езеро, кое што кон крајот на минатата година, месец декември, имаше значителен допринос на вода од река Радика, при што имаше значителни пикови предизвикани од обилни врнежи, топењето на снег во тој период, така што водостојот на во тоа езеро се зголеми за 5-6 метри во тој период. Меѓутоа тоа беа краткотрајни пикови кои што со текот на деновите и периодот повторно се вратија во првобитната состојба, односно во подпросечните вредности. Така што очекувам подобрување на таа слика во наредниот период со оглед на овие врнежи од дожд и пред се од тие на снег што се очекуваат во текот на утрешниот ден најмногу. Така, кога го споменавте снегот, ни недостасува. Снегот, нели, го личи да го има во зимскиот период, посебно што не врнежи од дожд. Потребен ни е снег кој што исто така дополнително ќе овозможи потребна количина на влажност на земјата и секако полнење на оние акумулации кои што треба да ги имаме во земјава. Кога очекуваме врнежи од снег? Најавени се за повисоките места, меѓутоа на пониските ќе имаме ли? Еви во Попова Шапка од вчера започна скијачката сезона, значи има доволна количина на снег наврната за време на викендот. Да, во текот на минатиот период подзаврна некои количини на снег, така што ете на Попова Шапка имаме над половина метар снег таму. Денеска е топло, се очекува доста прилично топло време за овој период од годината, така што снег има само на високите планини. Меѓутоа во текот на ноќта и утрешниот ден, утринските часови од утрешниот ден се очекува да има снег и на некои од повисоките места, така што и во делот од котлините, во повисоките делови од котлините се очекува да има снег кој што, како што спомнавте, е од суштинско значење и е секогаш драгоцен во поглед на прихранување на земјата со вода и неговото пред се обстојување до пролетните и летните месеци кога ќе биде најпотребен, нели, за потребите за искористување на водата. И сега, кога сме кај високите температури, недостатокот на врнежи од дожд и снег, бидејќи имаме топла зима со невообичаени високи температури, можно ли е одлагање на зимата? Можно ли е некаде во февруари, месец март да имаме ниски температури и значителни врнежи од снег? Да, секако дека е можно. Значи, се случува да имаме закаснување или пролонгирање на дел од годишните времења, значи, можно е да имаме снег, се случува и во февруари и март, пред некоја година имавме и на 1 мај, ако добро се сеќавате. Така, да. И во април имало снег, да, се случува да има. Но јас сепак мислам дека се уште во нашата земја се запазени тие 4 годишни времења, пролет, лето, есен и зима, дека се уште и покрај влијанието на климатските промени, дека сепак се запазени, дека имаме сепак преод од зима во лето и обратно. Но и во минатото било тоа пракса да се случува да има закаснување на дел од тие годишни времења или пак да има постудени или потопли некарактеристични периоди во тие сезони. Покрај врнежите од дожд кои што се најавени и почнаа веќе од синоќа и во наредните денови, можно ли е да очекуваме и некакво невреме проследено со силен ветер? За сега не се најавува силен ветер, значи слаб ветер се најавува, како што ќе повторам она што во моментов го имам како информација. Така што се очекуваат пред се долготрајни врнежи кои што ќе траат ден и половина, значи до текот на утрешниот ден. Сепак не се случува можности за и порани врнежи, значи придружувани со ветер, кои што се опасност пред се за помалите реки и суводолиците. Не представуваат никаква опасност за поголемите реки и може воопшто да не влијат за нивно зголемување
на протекот. Так, ги гледаме и инсертите кои што се однесуваат на водостојот на реките, кои што претходно ги имаме снимано и навистина не е пријатна сликата кога ќе видите силината на водата, кога имате навистина огромно количество вода која што излегува надвор од границите на брегот од реката. Која е причината за ваквите излевања? Колку е природата, толку и човечкиот фактор? Како да успееме да се справиме со овие проблеми, за да можеме да ги држиме под контрола врнежите и зголемениот водостој? Да, природниот фактор е секогаш главниот фактор, тоа е секогаш главниот причинител кој ги предизвикува ваквите појави, против кои и не можеме да се избориме. Меѓутоа, освен природниот фактор и човекот, нели, влие на сите овие процеси, дали позитивно или негативно. Она што можам да го истакнам и да го воочам во последно време, тоа е фрлањето на ѓубре во речните корита. Значи, имам можност при посета на хидролошките станици да го увидам тоа. Значи, се почесто се фрла разни видови на ѓубре, шут, разни видови на отпад во реките, кои што не само ги загадуваат реките, туку и придонесува да се намали пропусната моќ на речните корита, да се наталожат околу конструкциите, околу столбовите на мостовските конструкции и да бидат директна закана кон нив и директна закана за поплавување. А исто така во последно време представуваат и голема закана за нормалното и правилно функционирање на нашите хидролошки станици. Значи, покрај природниот фактор, природниот феномен кој што е неспорен, и човекот влие на сите овие процеси, значи покрај овие негативни активности може и во позитивен контекст да влие. Тоа е пред се преку регулација на речните корита, преку изведба на различни структури, бетонски прагови во нив, каскади и така натаму, со кои што би се регулирало протекувањето. Исто така изградба на вештачки акумулации кои што просторно и временски би го регулирале протекот и би оневозможувале ваков вид или би спречували или ублажувале ваков вид на поплави во нив. И исто така непланската сеча присутна е во денешно време, а на подолг рок како превентивни мерки се оние кои што се во насока на пошумување на речните сливови, кои што за подолг временски период треба да го дадат својот резултат пред се на поројните водотоци. Како земја можеме да се пофалиме со навистина одлични природни ресурси и водени ресурси со кои што располагаме, а кои што ни ги дала природата. Нам ни останува само да ги чуваме и да ги одржуваме, за да тие природни ресурси, како што се вели, природата да не тргне против нас. Така. Како што спомнав, во контекст, во насока на фрлањето на ѓубре и отпад во реките, значи, тука не се потребни никакви... Еколошката свест треба да биде на повисоко ниво и заштитата на животната средина. Значи, тука не се потребни никакви вложувања, не се потребни материјални средства. Единствено што е потребно да се променат тие стари навики, да се промени свеста кај народот, да се отфрлат, значи се подобри на некој начин и културата на народот, со што директно би придонеле во насока да нема случување на поплави на дел од критичните точки. И тоа што во последно време е карактеристично, кое што е резултат на ваквите појави, се појавуваат, значи, освен познатите критични точки, се појавуваат и нови, благодарение на ваквите негативни човекови активности, кои што досега нели беа непознати за нас. Значи, тоа е она што најмалку ние можеме да го направиме без да вложуваме пари, без да инвестираме и така натаму. Одговорот дали најавените врнежи ќе го зголемат водостојот, меѓутоа дали ќе предизвикаат излевање, можеби ќе има потреба од поголема предострожност, ќе дојдеме некаде до жолта состојба на потенцијална опасност, но не треба да биде многу страшно, затоа што рековме претходно имавме период кога ни недостигаа врнежи, земјата уште е сува и може да впие поголемо количество на вода, за да немаме опасни ситуации. Да, значи во минатиот период, во минатиот месец дена, сепак имаше некои количини на врнежи. Делот е, како што кажав, кон крајот на минатата година и месец декември беа пообилни, беа придружувани со топење на снегот и топло време, така што водостојот на река Радика, да кажем, беше значително висок, еден од повисоките во последниве десетина години, што придонесе, како што споменав, за наполнување на вештачката акумулација Шпилја и Дебарското езеро, така што не е толку сува земјата. Се уште сме во фаза на собирање на денешните утринските податоци за водостоите
и мислам дека сепак во текот на денешниот ден ќе ја обоиме барем западниот дел од земјата, ќе го обоиме со жолта боја, но како што споменав, мислам дека сепак ќе бидат добродојдени овие нови врнежи, овој нов влажен бран и дека сепак нема да представуваат опасност за излевање на реките низ земјата, иако се очекува висок водостој на тие во западните. А кога говорите за предострожност од можно излевање на реките во западниот дел, јас овде ќе ги спомнам и југоисточниот дел и Струмичкиот регион, кој што претходно го споменавте како најава за предострожност. Каква е опасноста во тој дел? Југоисточниот дел беше спомнат поради тоа што беше најавена можност од порани врнежи од дожд и тоа представуваше закана за помалите реки и суводолиците. Значи, иако во западниот дел од земјата беа доста повисоки водостоите, како што реков, одлучивме дека нема простор за излевање на реките таму, така што акцентот беше ставен на овие помали реки и суводолици во тие југоисточни делови од земјата. Светот се соочува со климатски промени кои што негативно влијаат генерално врз целиот живот на планетата Земја. Како резултат на тоа сведоци сме на големи промени во временските прилики, несоодветни за одредени временски периоди во годината и кај нас имавме во одредени периоди обилни врнежи од дожд, проследени со електрични празнења, поројни дождови и сето тоа знаеше многу да не изненади, па дури и да не исплаши што ќе се случува понатаму, што со ваквата состојба и ваквото негативно влијание како резултат на климатските проблеми. На што треба да внимаваме и од што да се плашиме? Па да, климатските промени се поевидентни, како во светот, така и кај нас. Значи, во глобални рамки тие се највоочливи преку просечните годишни температури на воздухот, тоа и кај нас се присутни овие процеси. Значи, во последниве години имаме процеси на зголемување на просечната температура на воздухот, при што мора да се каже дека се уште сме далеко од достигнување на тие апсолутни максимални температури. Тоа што можеме да го очекуваме во наредниот период, според мене е појава на се почести појави на екстреми, на појави на поплави и суши, нивно наизменично изменување без некој преоден период помеѓу нив и треба спремни да ги дочекуваме сите овие процеси кои што мислам дека нема да одминат ниту нашата земја како што тоа е и во светски глобални рамки. Во текот на разговорот споменавте дека ние се уште како земја имаме можност да ги почувствуваме сите 4 годишни времења, иако народот има чувство дека некако преоѓаме од зима во лето, од лето во зима, дека пролет и есен ни недостасуваат, но вие велите дека не е така. Да, мислам дека и на што се должи тоа? Сепак се карактеристични, значи покрај климатските промени, сепак мислам дека имаме карактеристични 4 годишни времења, пролет, лето, есен, зима, јасно изразени, и покрај тоа што во делови од тие сезони може да имаме и подпросечни и надпросечни температури, подпросечни или надпросечни вредности на врнежите и протекувањата, мислам дека, но сепак мислам дека се уште се запазени тие годишни времења, дека имаме преод од лето во зима. Сакам да прашањето ми беше на што се должи тоа? Дали нашата местоположба, близината со Медитеранот, на што се должи ваквата состојба, со која што може да се пофалиме? Да, значи, да, самата местоположба, конфигурацијата, климатските карактеристики, метеоролошките карактеристики во земјата, значи, го причинуваат тоа, значи, од секогаш ние да ги имаме ти јасно изразени 4 годишни времења во нашата земја. Останува да им препорачаме на нашите гледачи, но и на сите институции кои што треба да ја следат состојбата, редовно да се информираат. Управата за хидрометеоролошки работи секојдневно излегува со најнови информации за временската прогноза, какво време не очекува, какви температури и секако со најава за можно предупредување за нешто што би предизвикало опасност. Да, тука сме ние, остануваме да ја следиме хидрометеоролошката состојба во земјата и доколку има било какви промени, тоа навремено да го најавиме и да излеземе со наша хидролошка информација или предупредување, или да ја обоиме хидроалармот во прикладна боја.
Ви благодарам многу за гостувањето. Вработените од Управата за хидрометеоролошки работи секогаш се отворени за соработка и секогаш одговараат на нашите барања да проследиме одредена тема се со цел навремено да ги информираме нашите гледачи, генерално нашите граѓани. Ви благодарам на поканата и тоа ќе остане и во иднина, значи секогаш ќе одговараме на вашите повици за гостување во вашите емисии. Ми беше задоволство.